Естетиката представува вреднување и изрекување оценка за уметничко или естетско дело. Изразот естетско сознание за античките грци го опфаќа сетилното и мисловното. Според питагорејците, убавината е објективна. Таа не е човечка, односно не е субјективна творба, например космичката убавина. Платон за убавината вели: вистинското убаво не е во стварите, туку во идеите. Секоја душа не може да го види убавото, а особено не онаа која и самата не е убава. Според Аквински, човекот ги сознава убавините, благодарејќи на способноста која му дозволува да го забележи убавото, а тоа е внатрешното сетило на душата. Кант смета дека убавото може да биде единствена теорија за вкусот, кој не е логичен суд, туку естетски, под што подразбира суд, чија причина е само субјективна. Во аксиологија на уметноста може да се издиференцираат три философски ориентации. Тие се субјективистичко-емотивистичка сензуалистичка теорија, субјективистичко-рационалистичка теорија, феноменолошка аксиологија. Субјективистичко-емотивистичка сензуалистичката теорија ја признава естетската вредност само по човекот, сетилата, емоциите кои се пресудни во оценувањето дека нештото е убаво, пријатно или возвишено, но поради промените на сетилата и чувствата, вреднувањето е врз основа на субјективизам. Субјективистичко-рационалистичката теорија вели дека естетската вредност им припаѓа на самите ствари и човекот може да ја согледа само доколку му се обрати на разумот како на единствен и општ критериум за сите луѓе. Феноменолошката аксиологија вели дека естетското доживување е последица на сложен процес кој зависи од субјектот, или човекот кој го прима делото од една страна и самата естетска творба од друга страна. Уметноста за човекот има значење и вредност, бидејќи ги проширува неговите хоризонти, ја надградува човековата личност, а воедно го насочува од добар да стане подобар, покултурен, поцивилизиран.